Во чест на починатите петмина штипјани кои животот го изгубија во трагедијата во Кочани, денеска се одржа комеморација во Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Како чин на споделување сочувство со тагата, заедно со ужалените семејства беа присутни министерот за култура Зоран Љутков, градоначалникот Иван Јорданов заедно со представниците на локалната самоуправа, како и блиски роднини и пријатели на семејствата. Солзите се ронеа низ секој еден, кој што седеше и ја слушаше тагата и приказната за секој еден од починатите. Длабоко сочувство истакна министерот Љутков, истакнувајќи дека целата држава е длабоко потресена од болка, загубата е голема, која што го потресе општеството до неговите темели. Длабоко потресени и со срце потонато од болка. Денеска стоиме пред непоимливата загуба. Загуба што го потресе нашето општество, го потресе до неговите темели. Загуба што ја рани душата на секој родител, пријател и сограѓанин. Ноќта што требаше да биде исполнета со младешка радост, со музика што ги спојува срцата, се претвори во бездна на тага, во молк што зборува повеќе од сите зборови. Таму во Кочанската дискотека згаснаа животи кои доправо требаше да си ги испишуваат своите убави приказни. Животи на млади луѓе кои, иако јас лично не ги познавав, но по говорите што ги слушнав денес, станувам свесен дека тие љубеле и верувале во иднина. За тагата и градоначалникот Иван Јорданов искажа големо и длабоко сочувство. Рече дека имињата на петмината загинати штипјани долго ќе одекнуваат во мислите на секого. Изборот го направи судбината. Судбина која вчера во вечното почивалиште испрати 5 млади од нашиот град. Филип Стевановски, Александар Коларов, Дамјан Таневски, Филип Ивановски и Александар Ефремов. Овие имиња долго ќе одекнуваат во нашите мисли. Затоа што со нивното заминување од овој свет ја изгубивме полетноста, енергијата, убавината на пролетта, радоста во меѓусебните разговори и искрата во нашите погледи. Меѓутоа денес не сакам да зборувам со поттиштеност во гласот. Туку сакам да кажам какви луѓе беа оние за кои уште долго ќе зборуваме со грудка во грлото. Секој од нив го познавав лично. Со некој од нив се познавав од младоста и училишните денови. Со некој се познавав како резултат на професионалните ангажмани, некој ги познавав пријатно, приватно, фамилиарно. Не би сакал да ги издвојувам поединечно, но сакам да кажам дека сите имаа една заедничка особина. Да го сакаат животот и да го живеат со полни гради. Говорот држа и блиските на семејствата. Со скршено срце секој еден раскажа за големината на секој еден од нив. Александар Ефремов. Тешко ми е да зборувам во минато за тебе, но ти беше личност која го живееше животот со целосна страст, посветеност, искреност, добрина и остави неизбришлив трак во срцата на сите кои те познававме. Што пламенот ни го одземе не само другорот, туку и братот што сами го избравме. Филип, ти беше тој што секогаш знаеше како да не насмееш, што беше крај нас кога никој друг не беше. Ти ни покажа што значи вистинско пријателство. Да ме беше син, брат, внук. Да ме беше другар. Тој е звезда која ќе свети на небото за сите нас. Во себе носеше огромна позитивна енергија која пренесуваше на сите околу себе. Кога се збогуваме со Филип Стевановски, ова не е само збогување, туку и оддавање почит на неговиот живот и неговите дела кои оставија неизбришлива трага во нашите животи. Филип беше повеќе од сопруг, татко, син, брат,
пријател, колега, другар, соработник. Тој беше светилник на емпатија. Инаку настанот се одржа од 13 часот во големата сала на Домот на културата Ацо Шопов во Штип, низ која и Филип Стевановски, директорот, создаваше многу настани.